Екоактивистите се за гасификација на Македонија, но не по секоја цена. Механизацијата на Водно го вклучи алармот кај нив. Оваа еколошка катастрофа би дошла како една завршница која што отпочнато со некои други проекти кои што го мачат Водно во последниве 20 на години. Освен за Водно, реакции има и за секундарниот гасовод кој интензивно се поставува низ Скопје. Преголем капацитет на цевка со високо компримиран, високо експлозивен, високо запалив газ ни се приближи премногу блиску до наши згради. Надлежните изведувачите не чувствуваат потреба за подетално информирање на јавноста. За експертите, штетите по природата се неминовни, но треба да се гледаат и придобивките. Цивилизацијата бара компромиси. Има ли алтернатива? Водно, белите дробови на Скопската котлина. Пасиштата, шумата и другиот животински и растителен свет го прават идеално прибежиште од скопскиот урбан хаос. Но механизацијата на терен и увидот во документацијата за трасата од гасоводот што треба да поминува низ Водно, предизвикаа остри реакции од граѓанските активисти. Меѓу најгласните е Андреја Јанков, архитект кој тврди дека на Водно му се заканува екоцид. Фактички оди од Рачиново кон Драчево, па од Драчево оди до општина Сопиште, каде по сртов што се наоѓа зад нас, води се до оној надпис кој што може да го видите, при што понатаму продолжува. Со Андреја го поминавме делот од трасата за магистралниот гасовод, за кој невладините велат дека е најпогубен за густата и живописна шума, но и за ендемските видови инсекти и растенија на Водно. Планот е гасоводот да се поставува по сртот на Водно, но поради конфигурацијата на теренот, неопходна е и сеча на дрвја. Неколку веќе се уништени само со качување на машините, а за да се одржува гасоводот, дел од шумата трајно ќе се пренамени во земјен пат широк неколку метри. Зад нас се наоѓаат дрвореди од планско садена шума, кои што фактички ќе бидат целосно уништени при изградбата на гасоводот. За визуелно тоа да ви го доловиме, тоа значи отприлike 5 вакви дрвореди зад мене. Механизацијата се наоѓа во местноста Бел Камен, но по реакциите во јавноста се чини дека работата е запрена. Сепак, и почетокот на изведбените активности веќе дава слика за последиците за планината. Ова сега што го гледаме само површински ископ, кој што е спремање значи за тој длабински, условно на 80 см или 50 во карпа, кој што фактички со тоа минирање карпата неповратно веќе се уништува. Значи секаква палеонтологија, археологија, живеалишта на инсекти и така натаму веќе неповратно се уништуваат. Реакциите на невладините следуваат од како имале можност детално да го разгледаат проектот. Магистралниот гасовод што треба да стигне до Тетово и Гостивар, само на планината Водно треба да се пробие низ 11 километарска траса, од која според невладините 4 километри се низ високо стеблеста шума. Посретот на Водно гасоводот треба да помине покрај селото Шишево, а потоа преку реката Треска да помине и кај селото Глумово. Оттаму продолжува за Тетово, Гостивар и Кичево, со тоа што еден крак оди северно, покрај Рашче за Косово. За вице-премиерот Кочо Ангјушев, тоа е мала шума за која вели лично ќе се заложи да биде надоместена. Да видиме како и тоа малце евентуално шума која што би требало да се уништи со правење на гасоводот, а при секој инфраструктурен проект дел се уништува од шума, но многу е важно да ги најдете механизмите да тоа го надокнадите. Значи, јас лично ќе бидам поборник на тоа да за секое исечено дрво бидат насадени најмалце 10 и мислам дека решението треба да го бараме во тој правец. За националното поврзување преку магистрални гасоводи задолжено е акционерското друштво Македонски енергетски ресурси. Со поделбата на владиниот кулач, директорското место овде му припадна на Бајрам Реджепиот Дуј, кој одби да ја образложи оправданоста на трасата што поминува на Водно. Но активистите остануваат на ставот дека мора да се бара алтернатива, бидејќи Водно е последното вистинско зелено катче за скопјани. Енергетскиот крвоток за другите градови го остава Скопје без неговите бели дробови, а не е ниту предвидено главниот град да се приклучи на оваа траса. За Скопје се гради секундарна гасоводна мрежа, а јавноста веќе почна со критики и за овој дел од работењето. На градскиот прстен интензивно се работи долж булеварот Илинден.
На трасата што поминува право низ зелен појас, забележливо е дека во еден дел близу улицата Струма во Карпош 3, таа скршнува и се приближува до зградите. Ова било повод за граѓаните со жив штит да ги запираат багерите. Се плашиме заради можни експлозии. Како би било да живеете на само неколку метри од високо компримирана, високо запалива и експлозивна смеша? Каков живот ќе биде тоа? Под каков стрес да живеете секој момент дека нешто може да експлодира? Таа барем што е пореметена, барем таа да се врати на барем уште десетина метри да се добијат, кои самоволно се произволно, независно дали од глупост, дали од нечија неодговорност, несовесност, неразбирање, на нас исто ни се паѓа. Сакаме безбедност. Зафировски е решен правдата да ја бара на суд. Во тек е собирање потписи од станарите, кои велат дека не сакаат да користат газ бидејќи се приклучени на топлификацијскиот систем. Не се против гасификација на Скопје, но бараат да се најде алтернатива за трасата. Оваа траса, тоа е наша црвена линија, без тоа ќе мораме да ги распродаваме пошто потоа наши граѓани. Од општина Карпош велат дека целокупната документација за проектот е во град Скопје. Од град Скопје пак, за детали не упатија да се обратиме до инвеститорот Гама. Од Гама велат дека речиси и целиот град е опколен со гасоводна мрежа и тоа со 50 километри цевководен систем. Тврдат дека трасата е безбедна, проектот поминал низ ревизии и граѓаните воопшто не треба да стравуваат. Напротив, ги охрабруваат општините што побрзо да најдат дистрибутер што ќе го донесе гасот до секое домаќинство. Цевководот во Скопје има капацитет за работен притисок од 12 бари. Според правилникот за гасоводи, тој спаѓа во категоријата висок притисок. Во правилникот пишува дека за гасовод со таков притисок, минималното растојание од објект треба да биде 3 метри. Според Константин Димитров од Центарот за енергетска ефикасност, ова е висок притисок и доколку не се работи транспарентно пред граѓаните, сомнежот е оправдан, иако вели дека гасификацијата е неопходна. Крајно време е и се дочни со изградбата на така наречениот градски прстен. Ние во дистрибутивната инсталација не треба да ги надминува 12 бари и тие во принцип треба да се поставуваат на тротоарските површини. Ако се поставуваат на тротоарите, се приближуваат до објектите и на определен начин предизвикуваат страв кај граѓаните, дека се преблиску, темелите ќе им бидат во случај на пожар, експлозија ќе ги остават. Милион други стравови со оправдано се појавуваат. Но од друга страна па сето тоа се прави, пак ја би рекол, со некаква проектна документација. Убеден сум, верувам дека не може да се пристапи кон градење ако нема проектна документација. Но за магистралниот гасовод кој треба да помине низ водно, Димитров нема дилема. Веќе е многу неблагодарно да се борува кои се превземени големи финансиски зафати, до некаде дотеран тој проект и сега да правиме алтернатива. Колку со тоа, директно во урбаните средини, па ќе се намали загадувањето со користењето на природниот газ кој ќе дојде таму. За граѓаните, компромис е неприфатлив. Нека размислат добро. Пред да не одлучат во прилог на дислокација на овој гасовод. Истинска ревитализација која што се споменува или 10-кратно пошумување, неколкукратно пошумување на водно како надомесна штета за што би настанала при самите изведбени работи, фактички не е можна, затоа што самата траса мора да биде одржувана гола за коренистиот систем на растенијата да не го оштетуваат цевоводот, а исто така да бидат и лесно достапни за противпожарно возило или возило за санација на самиот гасовод. Како и тоа малце евентуално шума која што би требало да се уништи со правење на гасоводот, а при секој инфраструктурен проект дел се уништува од шума, но многу е важно да ги најдете механизмите да тоа го надокнадите. Може би намерите се најдобри, значи, меѓутоа тоа е едно лаичко гледиште на екологијата.